Добар ден, Дневник на К3. На одржаната пресконференција пратеникот Зоран Ѓорѓиевски и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН обелодени скандалозни податоци и суми кои се наплаќаат за превоз на ученици во Куманово и го обвини градоначалникот Дамјановски дека работел спротивно на законските одредби. Имено на денешното обраќање до јавноста од страна на председателот на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН беа изнесени нови подетелни информации за неверојатното, како што велат, расфрлање на народни пари од страна на градоначалникот. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Куманово обелодени нови информации за скандалот со превоз на ученици во Куманово. Градоначалникот Дамјановски исплаќал енормни и нереални суми за превоз на ученици, што според нивните информации во просек се повисоки за 652 пати во споредба со средствата кои се исплаќаат за превоз на ученици во Битола. Дамјановски свесно ги проширувал договорите за превоз на ученици, што е спротивно на законските прописи, со што на фирмата блиска до нив ја возможеле да добива многу поголеми приходи од било која друга фирма, тврдат од ВМРО-ДПМН. Цените кои се наплаќаат во Битола за превоз на ученик по 1 километар значително се разликуваат од цените кои се наплаќаат во Куманово, велат од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Општина Битола и градоначалникот Владе Талески организирале превоз на ученици на дестинација Битола Добромири во должина од 14,7 километри. Цената поединечно по ученик изнесува околу 4,5 денари километар, додека Општина Куманово и градоначалникот Зоран Дамјановски организирал превоз на ученици на дестинација село Табановце, село Четирце и обратно во должина од 14,6 километри и цената поединечно по ученик изнесува неверојатни 2219 денари по километар, или 500 пати поскапа цена по ученик за поминат километар. Уште еден пример се трошоците за дестинацијата Битола Брусник, која во должина од 4,8 километри, а просечна цена по ученик изнесува 8,12 денари за километар. Од другата страна, со недоматинските договори кои ги склучил градоначалникот Зоран Дамјановски за дестинацијата село Љубодрак, село Ново село и село Уминдол и обратно во должина од 4,7 километри, граѓаните на Куманово плаќаат застрашувачки 2489 денари поединечно по ученик за километар, или 306 пати поскапо. Според нив, долги години наназад, поради недомаќинското работење од страна на Дамјановски, Општина Куманово тоне во долгови и хаос, а најголема штета трпат граѓаните. Ова е основан сомнеж за мега криминал во Општината Куманово. Ова е основано сомнение дека си работи за грабеж кој се одвива во Општината Куманово. Зоран Дамјановски авионски превоз да организираше за учениците, немаше да потроши просечно по 2741 денар по изминат километар. Ги повикуваме надлежните институции да истражат целосната документација за превоз на ученици во Општина Куманово. Не треба да се дозволи Зоран Дамјановски да помине неказнето за ваков грабеж, бараат од ВМРО-ДПМН. На обвинувањата од страна на пратеникот и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Зоран Ѓорѓиевски за нерегуларности поврзани со превозот на ученици во Куманово се огласија и од општината. Дамјановски ги демантира ваквите тврдења и вели дека истрагата на финансиската полиција која е во тек ке покаже дека тој и локалната власт работеле согласно законските одредби. За годината 2015-2016 просечна цена на километар е 5,1 денар. За годината 2014-2015 просечна цена на километар е 4,309 денари, 4,3 денари. А за годината 2013-2014 4,7 денари. Зависно од јавната набавка и тие бројки дат од 4,5 до 5 денари. Значи зборуваме за организиран превоз на ученици по број, зависно од година. 2014 имаме 5887 ученик, 2015 имаме 5700 ученици, 2016 имаме 5500 ученици. Учениците од средното училиште користат линijski транспорт до 4 км, 50 денари дневна карта, за кое бев обвинет дека не е по закон. Ние по закон имаме и одговорност и право да организираме во школски активности. Од таа причина дневна карта
на сите ученици по работните денови е 50 денара, фактурирана за 180 дена во годината учебни денови. Возач на мотор е тешко повреден во сообраќајна несреќа која се случила вчера во 19 часот 25 минути на крстосницата на булеварот 3 македонска ударна бригада и улицата Видое Смилевски Бато во Куманово, соопштија денеска МВР. Едно лице е потешко повредено во сообраќајка во Куманово што се случи вчера на улицата 3 македонска ударна бригада и улицата Видео Смилевски Бато во Куманово, соопшти денеска МВР. Возач на мотор се здобил со тешки телесни повреди и поради сериозноста пренесен е во ургентниот центар во Скопје. Во сообраќајната несреќа, информираше МВР, учествувал автомобил Volkswagen Passat со кумановски регистарски таблички управуван од 29 годишниот ГМ и мопед Априлија со кумановски регистарски ознаки кој го управувал 20 годишниот МЈ. По несреќата, возачот на моторот пренесен е во Кумановската болница, но поради сериозноста на повредите е пренесен во ургентниот центар во Скопје. Увидот што вчера го извршила екипа на СВР Куманово ќе ги покаже причините за настанување на несреќата. Сдруженијето на акцијаши од Куманово ќе замине во посета на Краљево, каде ќе има и други здруженија од ваков тип од повеќе европски држави кои ќе споделуваат разни искуства. Локалната самоуправа на општина Куманово ќе одели средства кои се потребни за реализација на оваа посета. Сдруженијето Кумановски акцијаши и градоначалникот Зоран Дамјановски имаа примопредавање на застава. Станува збор за здружение на граѓани која негува традицијата од минатото, а тоа е акции во летниот период каде учество земаат граѓани од Куманово. Локалната самоуправа на општина Куманово и оваа здружение имаат добра соработка за чистење на различни локации во градот. Едно здружение кое е многу активно. Мене ми е драго што имам чест да соработам со овакви граѓански здруженија и тоа е иднината на едно граѓанско општество, прочем. Инаку Сдруженијето Кумановски акцијаши ќе замине во посета на Краљево, а општина Куманово ќе ги подмири патните трошоци по барање на членовите. Таму ќе има повеќе здруженија од ваков тип од различни држави кои ќе ги споделуваат своите искуства. Голема благодарност до локалната самоуправа, до медиумите и до сите граѓани што успеа овие денови да ми овозможат бригадата да ја оформам и да ја водам во Краљево. Благодарност до сите што дадоа допринос. Инаку во оваа здружение има повеќе членови од Куманово, од најмала до најголема возраст. Постарите членови се задоволни што постепено почнува се зголемува свеста кај луѓето за приклучување и учествување во едни вакви акции. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев во организација на Црвен крст и Институтот за трансфузиона медицина се одржа вонредна летна крводарителска акција. На акцијата беа собрани 50 крвни единици. Во текот на летниот период Институтот за трансфузиона медицина Куманово има зголемена потреба од крвни единици. За таа цел општинската организација на Црвен крст организираше вонредна крводарителска акција. Акцијата се спроведе успешно, беа дарувани 50 крвни единици. Ова е прва вонредна крводарителска акција која се одржува во летниот период. Втората вонредна крводарителска акција според најавите на надлежните ќе се одржи во втората половина во август годинава. Од септември стартува редовната годишна програма. Денеска се одржува крводарителска акција, од која организаторите се Црвениот крст и Центар за трансфузиона медицина, од кои денеска се даруваше 50 единици крв. Акцијата се одржуваше доста добро и многу имаше дарувано крв. Градот Куманово традиционално спроведува успешни крводарителски акции и има голем број редовни крводарители. Институтот за трансфузиона медицина се грижи за здравјето на крводарителите, обезбедувајќи лекарски преглед пред дарување, како и совети за зачувување и подобрување на здравствената состојба на дарителите. Крводарителските акции се реализираат според годишен национален интегрален план согласно потребите на здравствените установи во координација со Министерството за здравство и Црвен крст на Република Македонија, вели доктор Марија Јакимовска. Сите хумани граѓани кои даруваат крв упатија апел до останатите граѓани во што поголем број да присуствуваат на овие крводарителски акции, бидејќи со тоа прават хумано дело и спасуваат нечи живот. Дарувам крв по трети пат, најпрвен лично за моето здравје, а и доколку има потреба да се искористи за спасам нечи живот. Упатуваш некој апел и до останатите да ги повикаш? Да, до сите мои сограѓани кои се во можност да даруваат крв, слободно да дојдат, бидејќи нема ништо страшно и нема да бидат во здравствен проблем.
Одлично, тоа значи дека ќе помогнеш некому таму, ќе спасиш живот и така. Добро чувство. Па сите останати кои може да даруваат. Да, тоа е мојот апел. Според податоците на Општинската организација на Црвен крст Куманово, заклучно со месец јуни собрани се 1451 крвна единица. Одржани се 25 од планираните 40 крводарителски акции до крајот на годината. Завршија истражувањата на локалитетот Градиште во Младо на Горичане. Пронајдено е повеќе слојно наоѓалиште и досега откриени се значајни градби од луксузната палата која датира од 4 век пред наша ера. Завршија овогодинешниве истражувања на локалитетот Градиште кај селото Младо на Горичане, кој се реализираа со финансиска поддршка на Министерството за култура во соработка со Управата за заштита на културното наследство. Истражувањето го спроведуваше професор доктор Маријан Јованов од Филозофскиот факултет од Скопје во соработка со археолозите од Куманово. Повеќе слојното наоѓалиште археолозите го истражуваат 3 години поред и досега откриени се делови од градби, меѓу кои значајни остатоци од градба која најверојатно припаѓала на луксузна резиденција или палата која датира од 4 век пред нашата ера, чии ѕидови биле премачкани со малтар. Задоволни сме од откриените резултати. Со тоа, со годинешнава кампања само констатиравме дека локалитетот има голем археолошки потенцијал. Представува населба од класичниот период, која што својот живот ќе го заврши некаде во раниот 3 век пред новата ера, која што представува повеќе слојно наоѓалиште, со една преубава архитектура за тоа време. Откривме остатоци од навистина луксузна архитектура, градби во чии што склоп биле вградувани јонски столбови од локално производство, значи локалниот камен од кој што се произведени деловите од тие столбови се доказа тоа. Потоа ѕидови премачкани со малтер, со фреско декорација. Сето тоа сведочи за високото културно и цивилизацијско ниво на кое што се наоѓал овој засега безимен град на локалитетот Градиште. Тој се надева дека ќе продолжат со истражувањата и во наредниот период, бидејќи како што појасни овој локалитет е еден од малкуте од тој вид во Македонија. Овој локалитет е еден од малкуте од тој вид во Република Македонија, уште 2-3 се од тој ранг и навистина заслужува да продолжат истражувањата. Локалитетот Градиште во Младо на Горичане е откриен пред околу 30 години, а уште при самото прибирање на површинскиот материјал увидено е дека станува збор за богата населба лоцирана на левиот брег на Пчиња, која екзистирала во периодот на енеолитот, железното време, раната антика и хеленизмот. Во рамки на манифестацијата Топол културен бранд 2016, која организира локалната самоуправа на Крива Паланка во соработка со Националната установа Центар за култура, а со финансиска поддршка од Министерството за култура. Во петок, 22 јули, со почеток во 20 часот на градскиот плуштад, културно-уметничкото здружение Фолклористи ќе одржи целовечерен концерт, додека во Кратово ден претходно на градскиот плуштад целовечерен концерт со почеток во 21 часот ќе одржи рок составот Пеперминт. Постигнат е договор, изјави амбасадорот на Соединетите Американски држави во Македонија Джес Бејли по средбата со партиите во клубот на пратениците. Договорено е лидерите на партиите да се состанат најдоцна до 31 август за да се договорат за имплементација на договореното и да одредат датум за избори. Постигнат е договор, рече амбасадорот на САД во Македонија по средбата со партиите во клубот на пратениците. Партиите ќе треба да се соберат на лидерска средба до 31 август за да се договорат за имплементација на договореното и да одредат дата за изборите. 4 политички партии ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА се договориле 100 дена пред изборите да има нова преодна влада која ќе има задача да спроведе избори. Носењето на Законот за внатрешни работи и надлежностите на Министерот за внатрешни работи се одложува до 1 јануари 2017. Новиот министер за внатрешни ќе има право да донесе само 15 кадровски измени. Во Тирс, Прилеп, денеска официјално е отворена фабриката на американскиот Гентерм, инвестиција вредна 20 милиони евра во која моментално работат 450 лица.
Инвестицијата на Гентерм се проценува на околу 20 милиони евра. Новата фабрика ќе произведува делови за потребите на автомобилската индустрија на европскиот пазар. Она што е особено важно за нас како влада, но и за целиот регион е што Гентерм веќе почна со вработување кадри и досега во оваа компанија вработени се на 400 луѓе. Во наредните неколку години се очекува бројот на вработени да се искачи на 2000 лица, изјави премиерот Емил Димитриев на отварањето на фабриката. Тој нагласи дека технолошко-индустриските развојни зони се од исклучително значење за македонската економија и додаде дека му е драго што продолжува изградбата на нови фабрики во зоните. Според вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, отварањето на компанијата во зоната во Прилеп дополнително ќе придонесе за намалување на невработеноста во градот, која со спроведувањето на комплементарните економски политики во последниве 10 години намалена е за над 40%. Директорот на дирекцијата на технолошко-индустриски развојни зони Виктор Мизо потсети дека камен темелникот на зоната во Прилеп бил поставен во декември 2014 година и додаде дека со отварањето на фабриката на Гентерм, Прилепската зона станува петта функционална економска зона во Македонија. Прецизира дека во првата фаза од инвестицијата на Гентерм изграден е капацитет на површина од 10.000 метри квадратни на парцела со површина од 38.000 метри квадратни, а според проекциите на компанијата се планира производствениот капацитет да се зголеми на 22.000 метри квадратни, што ќе се реализира во неколку натамошни фази. Во моментов во компаниите лоцирани во зоните во Македонија посочи, вработени се 6.050 лица. До крајот на годината нивната бројка ќе достигне околу 7.500. На отварањето на фабриката во технолошко-индустриската развојна зона Прилеп присуствуваше лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Кандидатот на републиканците за американски председател Доналд Трамп изјави дека Соединетите американски држави можеби нема да бранат некои членки на НАТО од Русија. Втора ноќна судири меѓу полицијата и демонстранти во предградие на Париз. Едно од најновите британски нуклеарни подморници Амбуш за време на редовни вежби се судри со трговски брод. Свето денеска. Кандидатот на републиканците за американски председател Доналд Трамп изјави дека под негово водство постои можност сада не застанат во одбрана на одредени членки на НАТО доколку бидат нападнати од Русија. Трамп истакна дека ќе донесе одлука дали да се заштитат Балтичките републики од руската агресија, врз основа на тоа дали тие земји ги исполниле своите обврски кон САД. Трамп нагласи дека нема да ја критикува Турција поради акцијата против политичките противници и ограничувањето на граѓанските слободи по минутонаделниот неуспех на воениот пуч. За турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека му одава признание што успел да направи ваков пресврт. Некои луѓе мислат дека пучот е исцениран, знаете за тоа. Тоа не е мое мислење, рече Трамп. Припадници на француската полиција втора ноќ поред се судрија со група демонстранти во северно париско предградие Бомон-Сироаз, кои протестираа поради смртта на млад маж додека бил во притвор. Како што јавија француските медиуми, при судирите се приведени 8 лица, од кои дел се обвинети за фрлање со запаливи предмети кон полицајците, а дел за обид за опожарување на зградата на локалната самоуправа во Бомон-Сироаз. Протестите започнаа откако еден 24 годишен маж почина во локалната полициска станица, набрзо по неговото апсење. Според медиумите, уште при приведувањето тој се жарел на проблеми со срцето, пошто набрзо по пристигнувањето во полициската станица починал. Причините за смртта на приведениот се уште се утврдуваат, соопшти представник на локалните власти. Едно од најновите британски нуклеарни подморници Амбуш за време на редовни вежби се судри со трговски брод, пошто морала да се вкотви кај Гибралтар, соопшти Министерството за одбрана на Велика Британија. Како што наведува во сопштенијето, Кралската воена морнарица веднаш покрена истрага за настанот. Првичните информации велат дека судирот не бил директен, па подморницата претрпела само надворешно оштетување и при тоа нема повредени лица. Исто така нуклеарниот реактор на подморницата не е оштетен, пренесува BBC. Подморницата ХМС Амбуш е долга 97 метри и чини 1,6 милијарди фунти, а е вооружена со торпеда и крстосувачки ракети. Куманово може да се пофали дека е во тек со популарниот стрит воркаут или уличен тренинг, затоа што една жилава група момчиња напорно и вредно тренира и редовно учествува на надпревари.
Бар гладиаторите овој пат ќе учествуваат на меѓународно надпреварување во Србија. Бар Гладиатори е кумановската стрит воркаут екипа која што повеќе од 2 години е дел од оваа екстремна сцена во спортот. Дел од членовите на клубот Даниел Карамфиловски, Гордан Крстич, Роберт Ангеловски и Јован Спасовски ќе учествуваат на интернационален надпревар во Србија. Од 23 до 25 јули кумановци заедно со представниците на Рајза Барс од Скопје и Утро од Битола ќе ги бранат боите на Македонија на стрит воркаут надпреварот во Валјево. Во Србија станува збор за втор меѓународен хуманитарен надпревар. Значи, на тој надпревар досега има пријавено 110 учесници, 110 онлайн пријави, се очекуваат уште пријави на делот на надпреварот. Од Србија се очекуваат учесници од градовите Рума, Неготин, Нови Сад, Београд, а од другите држави Босна и Херцеговина. Значи, прошлата година имаше надпреварувачи од Босна, исто така и ова година ќе има учесници од Босна и Херцеговина. Во Валјево дисциплините кај нас беа 7 дисциплини, таму ќе бидат истите тие 7 дисциплини плюс уште некои дисциплини со додатно оптеретување, односно згибови и пропадања со 20 кг. Токму во Валјево претходната сезона на деби настапот освои 18 медали, од кои 6 први места, 9 втори и 3 трети позиции. Овој надпревар на тимот ќе треба да му послужи како загревање и влегување во надпреварувачки дух за надпреварот кој во септември ќе се одржи во Пула во Хрватска, на кој исто така ќе земат учество. Времето не ни представува никаков проблем. Моментално се спремаме во теретани, значи во затворени простори. Таму е климатизирано, ладно, значи имаме услови за тренинг. Тоа. Значи пред се за надоградување на самите себе си, и секако за напредок на како екипа. Не сме единствена екипа што ќе учествува во Валјево и Утра Бар Лиџан од Битола ќе учествува таму и Рајза Барс од Скопје. Бар Гладиатори е со десетина приврзаници кои што практикуваат движења што се базираат на физички вежби, кои се изведуваат на улица, во парковите и училишните дворови, а се комбинација на атлетика, калистеник и паркур. Целта е да се поместат границите на издржливоста. Кумановската екипа беше домакин на првиот меѓународен стрит воркаут надпревар во Македонија. По кратко размислување, македонскиот шампион направи храбар чекор и одлучи да ја прифати понудата на второто поред европско клупско надпреварување. МЗТ Скопје ќе се надпреварува во Еврокупот. Македонскиот шампион не размислуваше предолго време за поканата на второто по квалитет европско клупско надпреварување да го замени Динамо Сисари. Екипата на МЗТ Скопје ќе биде во групата Ц заедно со Уникаха, Мурсија, Будуќност и Баер Михен. Покрај македонскиот тим, нови членови на Еврокупот се Илијат Кабелис од Литванија, која што ќе игра на местото на Тренто, Волгоград од Русија на местото на Канту и Монтакит од Шпанија на местото на Реджо Емилија. Настапите во групната фаза во Еврокупот и во АБА лигата значат дека сино-белите нема да бидат дел од првата фаза во македонската прва лига, туку ќе се приклучат во Суперлигата. Жалбата на атлетичарите на Русија одбиена, со што земјата останува суспендирана за предстојната Олимпијада во Рио. Вести од меѓународен спорт. Руските атлетичари, како тркачите, така и оние во техничките дисциплини и официјално нема да учествуваат на престојните Олимписки игри во Рио, откако апелациониот суд во спортот ја отфрли жалбата на Рускиот олимписки комитет и на 68 надпреварувачи определени за настап на игрите. Руската атлетска федерација претходно беше исклучена од сите меѓународни надпреварувања како е членство во Меѓународната атлетска федерација по обвинувањето на Светската антидопинг комисија дека во Русија постои системско допингување на спортистите спонзорирано од државата. Москва ги отфрли ваквите обвинувања како политизирани и сконструирани, но апелациониот суд ја потврди веќе донесената казна. Во посебна постапка Меѓународниот олимписки комитет ја испитува можноста за исклучување на сите руски спортисти од предстојната Олимпијада, па добиените резултати од втората антидопинг истрага против Русија за која се вели дека одново потврдила оти постои државно спонзорирање за давање стимулативни средства на спортистите.
Откако Джампиеро Вентура неодамна беше промовиран како нов селектор на Италија, уште еден европски гигант Шпанија доби нов шеф на селекторската функција. Станува збор за Хулен Лопетеги, 49 години од Шпанија. Поранешниот тренер на португалскиот клуб Порто доаѓа како замена за Висенте Дел Боске, кој си замина после Евро 2016. Токму Италија и Шпанија како неголеми фаворити за пласман на наредното светско првенство во Русија 2018 ќе бидат противници на Македонија во квалификациите кои ќе стартуваат во септември. Во рамките од групата Г, првиот меч Шпанија-Македонија ќе се одигра на 12 ноември 2016, а вториот дуел е наредната 2017 година на 11 јуни на Филип II арената во Скопје. Според најавите на дел од медиумите блиски до Јувентус, Пол Погба станува најскапо купениот фудбалер во историјата. Погба ќе го симне Герет Бил на второто место, бидејќи италијанецот е пред вратите на Манчестер Юнајтед. Од Олд Трафорд понудија 120 милиони евра за членот на Јувентус, кој старата дама тешко дека ќе ги одбие и само прашање на часове кога и двете страни ќе официјализираат преселбата на 23 годишниот фудбалер на Олд Трафорд. Ова практично ќе значи враќање на Погба во Манчестер Юнајтед, од каде замина како слободен играч пред 4 години. Токму поради ова негово повторно враќање, кое клубот го чини мало богатство, се толку колку на големата грешка на сер Алекс Фергусон. Погба треба да потпише 5 годишен договор со граѓаните и ќе заработува 15 милиони евра годишно плюс бонуси. Времето во Македонија сончево со мала до умерена облачност. До недела ќе се задржи претежно сончево време со пораст на температурите, а особено топло ќе биде за време на викендот, кога максималните ќе се движат од 31 до 38 степени. Тоа беше се што подготвивме за ова издание. Пријатен ден!